Здраво, другари, добродојавте повторно назад во нашата омилена ТВ училница. Пред да продолжиме со часот по математика, јас ќе ви го прочитам дневниот петков хороскоп. За вторник, да. Јупитер, планетата на среќата и авантурите, целиот ден ќе ви биде на гости. Според ова, нема да прочитате ниту една страница од лектирата, туку цел ден ќе се смеете, а нема да знаете зошто. Многу од вас дури и ќе смислуваат шеги по цел ден, како Цветко. Еве го Јупитер. Други пак ќе нацртаат дури 5 цртежи. Цел ден ќе бидете расположени до толку многу што ќе ги расположите и вашите родители. А сега можеме слободно да продолжиме со нашиот час математика. Ајде повторна математика. Браво, прекрасен хороскоп, а сега продолжуваме понатака со наставната единица математика. Трето оделение. Цветко Но може ти да текнува зашто зборува? Да. Множевме И делевме. Браво, Цветко, Да. петка и имаш. научивме дека делењето е Обратен обратен процес, процес, инверзен процес од множењето. Множењето. Така, доколку е 3 по 4 е еднакво на 12, како би било обратен процес? 12 делено на 4 е еднакво на 3. Така. Сега, ама Цветко, па не те концентрираш со топката, значи ние вака на учениците, Постојано го прави не тоа. им дозволуваме во училница да фрлаат со топки додека предаваме. Биди културен и те молам седни. Благодарам. Продолжуваме понатака. Дојдовме до процесот множење со бројот 0. Кога множиш со 0, производот секогаш е 0. 0. 5 по 0 е еднакво на 0. 1000 по 0 е еднакво на 0. Кажете некој број? 25 по 0 е еднакво на 0. Некој голем, 60 голем, по голем. 0. 535 по 0 е 0. Значи секој број ученици помножен со 0 е еднаков на 0. 0. Процесот множење со бројот 1 е исто така многу лесно. Значи, 25 по 1 е 1. 3 по 1 е 1. Еден. Секој број по 25 0 по 1 е 1. е 25. И учителките грешат се Не, случува. не, јас намерно кажав да видам дали Дали ја ќе пратите. најдете грешката? Јас ја најдам грешката. Браво, Цветко. Било кој број да го помножиме? 173 помножено со 1 1. е 173. Така е. Значи за производ секогаш го добиваме истиот број кој што го множиме со 1. Множењето со бројот 2. Множењето со бројот 2 е исто што и одвојување. Да го удвоиме сам бројот или да го собереме сам со себе. Например, 2 по 8 е 16 или 8 плюс 8 е 16. Значи удвоено 8 е 16. Или да го удвоиме бројот 20. 20 плюс 20 е еднакво на 40 или удвоено 20 е 40. Така. Или математички со множење би било 2 по 20 е еднакво на 40. Така е. Дали научи Цветко? Да. Продолжуваме понатаму. Што се случува кога делиме со бројот 2? Всушност тогаш бројот само го преполовуваме. Точно на половина. 20 делено со 2 е еднакво на 10, односно половина од 20 е 10 преполовено. 400 го делиме со 2 и добиваме 200. Половина од 400 е 200. Марија, половина од 500 е? 250. Браво, Точен Марија. одговор. Усвоено е. А ако сакаме брзо да помножиме со бројот 4, тогаш бројот ќе го удвоиме 2 пати. Така. Дали знаете што значи тоа? Да. Да. Ајде Верувам дека бројот знаете. еве го имаме 3, да го удвоиме. 3 Прво по еднаш, 4 3 е по еднакво на 12. Значи, бројот 3 го Да го удвојуваме удвоиме. 2 пати. Еднаш како го удвоиме, ќе го добиеме бројот 6, 2 пати ако го добиеме, ќе го добиеме бројот 12. Така 3 е. по 4 е еднакво на 12. Таблицата 5 е можна лесна за учење, бидејќи секогаш кога множиме со 5, сите производи завршуваат или на 0 или на 5. Така. И еве ги имаме дадено 5, 10, 15, 20 до 50. Така е. 6 по 5, 30. 30. Така. 5 по 5. 25. Браво. 8 по 5. 40. Браво. Браво. Кога множиме со 10, сите цифри се движат едно место налево и се додава секогаш 0. И Да. не треба да губиме време веднаш, знаејќи ги овие факти, можеме многу брзо и лесно да пресметаме множење и делење. Така. Кога делиме, ја кратиме таа 0.
А кога множиме, ја додаваме таа нула. 10 по 10 е еднакво на 100. 5 по 10 е еднакво на 50. 45 по 10 еднакво на 450. 450. 450. Така е, Цветко. И сега имаме за на крај од часот многу брзи и лесни задачи да се одговорат. Учениците можат да си ги препишат во своите тетрадки по математика и да ги решат. Овие задачи се решаваат брзо и лесно и знаејќи ги оние факти што сега и правила математички кои што ги спомнавме, верувам дека нема да имате проблем во решавањето на овие задачи. Ајде да пробаме. Имаме 3 минути да ги решиме. 21 по 10. 210. 7 по 5. 35. 141 по 1. 141. 25 по 2. 50. 6 по 4. 24. 340 по 0. 0. 210 делено на 10. 21. Така. 35 делено на 5. 7. 7. 141 делено на 1. 141. 50 делено на 2. 25. И 24 делено на 4. 6. Браво, Марија! Одлично! Побрзи од планираното време, што значи дека часот е усвоен и верувам дека учениците пред малите екрани го усвоиле и им помогна оваа наставна единица полесно да сватат при множење и делење. Така, сега што правиме? Сега, дај некоја идеја ти, па ние цело време даваме идеја. Па не знам некој друг начин на учење, нешто ново, нешто интересно. Што е ова? Тоа не откриваме, тоа е за наредниот час. За наредниот час. Може ли да започнеме? Почнеме. Па ајде уште да вежбаме, уште некои вежби. Ајде, може. Дали може да ја употребиме смарт таблата и да напишеме една ти задача, да ја напишеш и да ја решиш? Може ли? Па, јас сум спремен за решавање, ама можеме и без табла, може вака да се испрашуваме. Еве, јас и Марија да се па да, испрашуваме, тебе ти е кој ќе победи, тој ќе биде шампион. Марија, може јас да почнем прв? Може. 7 по 2. 14. Ти си наред? 25 по 2. О, 25 по 2, 50. 50. 50. 50. 2 плюс 2 по 2. Ајде, Марија. 8. 2 плюс Цветко, што мислиш ти? 2 плюс 2 по 2, 6. Точно, Цветко! Множењето, Марија, секогаш има предност. Добро, сгрешив. Ете така. Ајде понатака. Ајде, делење. Ајде. 100 делено со 10. 10. Добро. Не играте предизвик. Ајде, ти си наред, Марија. 16 делено на 2. Може да користам прсти? Смее да се користат прсти? Може, Цветко. Значи 8. Браво, 8. Цветко. Кој оделение Но си што користете ги користиш? правилата кои што денес ги учевме. Да. Значи само преполовете го. Чиме делење веднаш преполовете го. Да, ги заборавам правилата. 500 по 1. 500 по 1. Па 500. 500. Добро. 6 по 6. 6 по 6. 36. Браво. Лесно е тоа. 5 по 5. 25. 25. Милион по нула? Голем број. По 0. 0. Така. Навистина е интересно се забавуваме, интересно ни научивме е многу во нови нешта. оваа Да. едукативна училница. Верувам дека и учениците би сакале да дојдат тука и да видат во живо каква е оваа училница, зашто стварно навистина е задоволство да се работи и да се учи со вас. Така, и овде немаме стриктни правила, значи може додека трае часот да си играш со топката, да си играш со коцките, Ама да си Цветко, изработуваш и други тие работи. правила се за ваше добро. Како ќе слушаш и ќе запомниш во главчето кога наставникот објаснува, ако ти ја фрлаш топката и другарчето чека да ја фати? Така е. Еве, така е. гледаш сега го заборави правилото дека кога се дели со 2 треба да се преполови. Зошто ти во тој момент си фрлаше Не топка? слушал внимателно. Не слушаше, не беше внимателен. А Марија се знаеше. Но и ти беше одличен. Благодарам. Молам. А сега ќе продолжиме со друг час. Да, идеме час. за четврто оделение математика.
Повторна математика. Повторна математика! Да. Повторна математика. Ајде да Ајде, продолжиме со поред. математика.